Почитувани, добре дојдовте во ово издание на Спортските вести. Комплетно ги посветуваме на кошарката. Во студиото на телевизија Нова е селекторот Јорданчо Давидков. По враќањето од Маврово ке разговараме за подготовките, за престојните пријателски надпревари, но и за она главното што не очекува пред квалификацијските мечеви со Косово и Естонија. Јорданчо, добре дојдовте во телевизија Нова. Благодарам за времето кое го одвоивте да гостувате денеска. Ви благодарам за поканата. Имаме за што да позборуваме. Така е. По 10 години повторно сте во репрезентацијата. Чувствувате ли притисок или мотивација со вашето враќање во националниот тим? Да, по 10 години, после 6 години поминати како селектор 2001 и 2007 и 2017 се враќам на оваа позиција. Не чувствувам некој притисок. Може би притискот беше поголем првиот пат. Сега апсолутно не чувствувам некој притисок. Мотивација има секогаш кога се, барем од моја страна и од моје гледиште, кога настапував за репрезентацијата и кога бев тренер, мотивацијата е присутна и се надевам дека ќе успееме исто како тогаш што успеавме да завршиме успешно, да се вратиме од тогаш нели Б дивизија во А дивизија и покрај сите тешкоти и дека сега ќе успееме да добро почнавме и ќе успееме да добро и завршиме. Првиот дел на подготовките беше во Маврово. Кој е вашиот прв печаток за тоа како мина физички, тактички? Ние почнавме во Скопје, работевме негде околу 10 на 12 дена во Скопје и тоа беа како увод во припремите. Во Маврово го одработевме можеби и најтешкиот дел, и физичкиот и тактичкиот дел. Веќе играчите се воведени во моите замисли како би тоа требало да изгледа. Сигурно дека има уште многу финеси кои треба да се доработат и кои ќе ги изработиме во овие 23-4 дена што ни остануваат до почетокот на предквалификациите, но јас сум генерално задоволен од тоа што го прикажаа сите играчи кои беа повикани од почетокот на припремите, преку припремите во Маврово до овој момент. Значи, го дадоа максимално се што можеа во тој момент и навистина на секој тренинг даваа максимум. Атмосферата што мене многу ми беше битно од почетокот, да направиме една добра атмосфера, мислам дека е доста добра. И сега не очекуваат веќе да почнеме преку надпреварите да ја финализираме таа форма која би требало нели да биде највисока на 2 август кога ќе ги почнеме надпреварите. Во секој случај генерално сум задоволен и за жал имавме тие две повреди. Марко Симоновски отпадна од комбинација ради неговата обновување на старата повреда. Имаме една повреда сега на Стаич. Ќе видиме во наредните денови како после медицинските снимања колку е таа повреда тешка или не, за да може и на него да сметаме или не. Така да реков ја, ние ќе го одработиме се што можеме. Само се надевам дека на 2 август, кога ќе ги почнеме овие предквалификации, ќе го имам составот кој го имам во глава и кој го замислувам. Да немаме повреди, а мислам дека ќе бидеме спремни. Како ви изгледа тимот во моментов? Работите веќе неколку недели и практично имате представа со каков капацитет располагаме? Ни недостасуваат неколку играчи кои се битни и кои би можеле доста да помогнат. Значи, повредениот Дамјан Стојановски, уште неколку играчи кои сега не би ги спомнувал, кои не се тука од разни причини, кои кога би биле, би имале сигурно една многу посилна репрезентација, но што е тука? Играчите кои сакаат да дојдат, кои го сакаат тој македонски дрес, кои сакаат да помогнат, се тука. Една благодарност овде за Чековски и за Тасовски, кои иако се највозрасни, дојдоа да помогнат и ги одработија сите тренинзи максимално. Така да реков, играчите кои сакаат да дојдат се тука. Имаме една екипа која мислам дека може да одговори на предизвикот. Имаме екипа која добро за сега тренира и ќе видиме во следните надпревари, впрочем, овие два први надпревари, ќе видиме како ќе се однесуваме на надпреварите, што уште ни фали, што треба да доработиме, до каде сме стигнале. Се надевам дека оваа екипа
оваа екипа ќе има сили да го направи тоа што најмногу ни е потребно и што сите го очекуваат од нас, а нема да биде нималку лесно да стигнеме во тие квалификации за светско првенство. Спомнавте пријателски надпревари, следува Словачка, двомеч со словаците, први контролни надпревари од вкупно 7, колку што ќе ги имаме до предквалификациите со Косово и Естонија. Што ќе инсистирате на овие два меча против словаците? Да, ние утре веќе заминуваме за Словачка, играме задутре и среда два надпревари со организацијата на Словачка. Немам некои големи очекувања од овие два надпревари, впрочем играме први два линии се први надпревари или што ќе ги одиграме. Сите играчи ќе добијат шанса, значи не сакам да преоптовариме некој играч, ќе добијат шанса и ќе видиме до каде сме. Очекувам да видам точно до каде сме стигнале и уште на што најмногу ќе треба да обратиме внимание во наредниот период, во наредните 22-3 дена што ќе ни останат. Во секој случај, нели, спортист, од секогаш сум сакал да победувам, не сакам да губам, ќе се обидеме да одиграме најдобро и да победиме, но реков ќе се обидам на сите играчи да им дадам шанса и новите надпревари, и наследните надпревари што ќе играме во Скопје и на Трофеј Македонија, да имаме најбитно, јас знам дека сите сакаат секогаш да се победува, но најбитно од се е да на 2 август ние имаме на здрави играчи, да ги имаме сите играчи на број што се потребни, да имаме една репрезентација која ќе биде спремна и впрочем и не е ни пожелно ни добро сега во овој период да имаме некоја кој знае каква форма. Се надевам дека степен по степен ќе ја подигаме формата и кога ќе биде најпотребно, ќе бидеме најподготвени. Барем на хартија, противниците во предквалификациите се лесни, Косово и Естонија. Некои се сложуваат со една ваква констатација, други велат дека веќе нема лесни противници. Ваш впечаток, ваша анализа за Косово и Естонија, имаме лесна задача и мораме да одиме понатаму. Да, на хартија кога ќе се спомне Естонија и Косово изгледа многу лесно и многу едноставно, но мислам дека ако ја научивме лекцијата од минатата година, каде што противници беа исто така на хартија Британија и Унгарија, реално кој можеме ние секогаш да ги поминеме во секој момент, и не излезе така минатата година, така да нема веќе лесни противници. Ја не мислам дека Унгарија и Британија се многу посилни противници од Естонија. Квалитетот во Европа е тука негде, значи Естонија долги години овој состав игра заедно, со истиот тренер и долги години игра заедно, играат една running gun кошарка која е трчање и шутирање и сите од единица до 5 може да шутнат за 3 поена или да истрчаат во контранапад, така да сигурно дека се екипа, не велам дека се екипа од врвот на европската кошарка, но се екипа која мора да се свати максимално сериозно и со која мора да одиграме максимално, ако сакаме да ја поминеме. Значи Естонија е тоа, Косово е и тие максимално сериозно ја сватија оваа задача. Минатата година одиграа за прв пат како дебитанти, сега веќе се зашилија со 20 играчи што игра во АБА лигата, со Кастрати од Крка и со Молина што играше минатата година во Олимпија, што играше во словенска репрезентација. Имаат странец за тренер, американец. Ќе видиме кој ќе им биде странец американец во наредните денови, сигурно ќе го решат и тоа прашање. И имаат играчи што играат во италијанска лига, значи имаат еден квалитет кој не е за подценување во никој случај, особено не е за подценување кога играат на домашен терен во Приштина, надпреварот со нас ќе го играат во Приштина, значи ќе мораме максимално да одиграме и јас реков не правам никакви пресметки пред надпреварите, но во секој случај во било која варијанта за нас ќе биде успех да ни ги поминеме пред квалификации, а во кој формат ќе биде тоа, со колку победи, со која кош разлика, навистина не ми е битно. Битно ми е на крај на 16 август кој ќе завршиме нашите предквалификации да ние бидеме во квалификациите за светско. Повторно сте селектор во ситуација кога Македонија едноставно мора, нема друга опција освен да има добар резултат. Ви тежи тоа? Па, очигледно сум тренер за тешки времиња. Кога е лесно се некои други тренери, кога е тешко време сум јас тука. Па нека биде така. Значи имаше
некои надписи од вашите колеги да видите вака или така за тешки времења или спасители или не знам што. Не би одел до таму, но очигледно е така. Имав една многу тешка епизода кога бевме во Б дивизија административно префрлени, кога Сојуз Федерацијата и не постоеше многу, кога играчите, дослот играчите не се исто не дојдоа на собирот, така да со играчите кои се знаат, кои беа тогаш, успеавме да се вратиме во А дивизијата, за потоа тоа да биде како еден катапулт. Тоа беше 2006, за еден поен не се пласиравме следната година на Европското првенство од Босна во Сарајево, кој изгубивме една разлика, и потоа тоа беше еден катапулт за после 4 години да стигнеме до тамо каде што стигнавме, да бидеме четврти во Европа, со таа одлична генерација која тогаш со мали исклучуци не беше присутна, но во секој случај јас сум горд на тоа што тогаш го направив и сум многу задоволен. Се надевам дека кога ќе гостувам вашата емисија после 10 години пак, ќе бидам горд на ова што сега ќе го направам. Ќе имаме порано во студиото. Не, добро, али кога ќе разговараме ќе правиме тоа ретроспектива на тоа, да, ќе бидам горд на ова што сега ќе го направиме и дека ова ќе биде еден почетен чекор или еден почеток кон една малку поголеми резултати, бидејќи во последно време кошарката малку не стагнира. Џордан Теодор, избора за странски кошаркар, работеше со вас сега и кои се впечатоците? Колку тој може да помогне? Од почетокот сакав, иако сме дефицитарни и на племерската позиција, и на позиција 5, впрочем позиција 5 и немаме, сите се играчи негде 4, да би рекол 4,5. Значи, немаме играч кој е позиција 5, сакав да странец одведе на позиција 1. Сакав странец кој ќе може да пробива, да разигрува, да разигра целата екипа, ако ќе биде потребно и да повлече целата екипа, ако треба и да измислува поени, нели? Сакав да биде така, имавме едно време Боме Келеп, некој сличен играч. Теодор Џордан има одлична сезона позади себе во Банвит, беше MVP на турскиот куп, на финалите на турскиот куп, беше MVP на ФИБА Евролигата и во овие некои денови што ги поминавме заедно во Маврово, е играч со навистина позитивен став, со навистина без никакви замерки ги исполнуваше сите, имајќи предвид какви може да бидат американците, навистина одличен карактер и одличен човек. Факт е дека не е спремен, дека поминал дома 25-30 дена без некои тренинзи, но исто очекувам дека за едно 20 дена, 15 дена тој ќе биде во топ форма, се труди максимално на тренинзите, сака да тренира и мислам дека и во разговорите со него и тој потврди дека му требаат 15 дена да влезе во нека оптимална форма. Се сближи со играчите, заедно и со него веќе имаме една добра атмосфера. Ќе видиме, велам, како тоа ќе функционира веќе на овие први два надпревари во Словачка, што не би требало да бидат показатели за не знам што, за некоја еуфорија ако победиме или за некоја депресија ако поминеме лошо, ќе бидат само едни показатели до каде сме моментално и што треба да работиме и на што да обратиме повеќе внимание. Ке инсистирате на добра одбрана? Ама во секој случај без одбрана не можеш да победиш. Знаеш, многу поискусни мои колеги рекле дека нападот го добива, може да добие еден меч, одбраната ги добива правенствата или ги освоја титулите. Јас сум, ајде да кажам, да не кажам, како што кажуваат тренерите, 70-30, да кажам 50-50. Очигледно е дека мора да играш добра одбрана, за да имаш контранапад, за да имаш полесни кошеви и ќе се обидеме да одиграме добра одбрана, неколку видови на одбрана спремивме, ќе се обидеме да одиграме добра одбрана. Од друга страна, колку да играш, кошарката не е фудбал, да играш добра одбрана, ако немаш квалитетен напад, тешко можеш да победиш, треба да постигнеш и поени, така да тоа е некако се надополнува едно со друго. Ако играш и добра одбрана, па имаш и полесни отворени шутеви, имаш поголема сигурност, ќе се обидеме, значи, да го стабилизираме све тоа, да изиграме добра одбрана со контранапади, пошто реално реков немаме петка која би можеле да играме некоја ситуационна игра, така да ќе одиграме добра одбрана, ќе одиграме да можеме со контранапади да постигнеме, ако не, да одиграме тоа што е договорено. Се надевам дека играчите добро го прифатија стилот на работа, иако беше доста напорно во Маврово, го прифатија, го одработија се до крај и
Се надевам дека ќе биде добро. На крај крајва ќе бидеме на 16 август, ќе покаже се како Ќе и видиме што. каков ќе биде епилогот. Сосема за крај, едниот е млад, Ненад Димитриевиќ, другиот е условно речено ветеран Перо Антич и двајцата нени се во составот. Кратко, ќе ги имаме ли во составот или не? Ќе почнам од постариот и поискусниот нашиот недобар кошаркар Перо Антич. Разговарав со него неколку пати пред почетокот на припремите, тој дојде на почетокот на припремите. Мислам дека и од таму почна да се ствара една добра атмосфера. Дојде, разговаравме, јас разбирам дека имаше многу надпревари оваа година, 80-на надпревари, има некоја незгодна повреда на мускулот и за него до негде при крајот на припремите отворено да се приклучи на организацијата и да помогне во било кој сегмент би можел да помогне, ако може да помогне. Ако не, сигурно со задоволство ќе се обидеме да и без него стигнеме до квалификациите, па ако може да ни помогне потоа во ноември, би било добро. Велам, секоја негова помош ќе биде добре дојдена. За Ненад Димитриевиќ мошне кратко, разговарав со него, одлучил да ова лето се посвети на себе и покрај разговорите со мене, остана неговото дека требало он сам да тренира и да се посвети на себе. Му кажа дека е подобро да биде дел од репрезентацијата. После размислувањето него прифати тоа и тука завршуваат моите сите обиди да биде дел од репрезентацијата. Мислам дека повеќе тој губи во моментов што не е дел отколку што Македонија ќе изгуби што тој не е во репрезентацијата. Давидко, ви благодарам за времето одвоено, за гостувањето. Се надеваме на крајот дека ќе говориме за тоа како ќе играме во квалификациите за светското првенство. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство да гостувам вашата телевизија. Почитувани, тоа беше Јордан Чудавитко, селекторот на македонската кошаркарска репрезентација. Благодарам за вниманието, станете на фреквенцијата на телевизија Нова.